И добро вечер, почитувани гледачи, доброdošli во второто издание на Наше Скопје заедно со градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска. Имате во предвид дека во текот на емисијата можете да поставувате прашања до градоначалничката кои што ќе ви бидат одговорени на крајот на емисијата. Градоначалничка, добро вечер по втор пат. Добро вечер и повторно благодарност за поканата и за можноста да презентираме во вашата емисија сето она кое што сметаме дека е значајно за скопјани и за Македонија. Впрочем, тоа ви е обврска да бидете транспарентни и да бидете да ги информирате граѓаните каде се трошат нивните пари, иако има некои противници на овој формат на емисии, веројатно се работи за зашто не можеме ние, па ќе се љутиме сега зашто сте баш токму тука во Инфомакс. Имате ли такви реакции до сега? Јас барем добив такви реакции. Добро, секогаш идеите што се нови, што се иновативни, веројатно во извесен период изноѓаат на некаков отпор од известни луѓе, тоа во ниту еден случај не треба да не превенира да продолжиме со она што сме зацртале дека е мисија, тоа е да се информираат граѓаните низ сите оние канали кои што најдобро можат да ја пренесат најпрво информацијата која што сакаме да ја дистрибуираме, а второ и онаму каде што сум поканата секогаш и се чувствувам добродојдено, во секој случај задоволство ми е што присуствува. Она што е најинтересно и она што највеќе го привлекува вниманието на јавноста е тоа каде се трошат нивните пари, парите на граѓаните, конкретно во случајов од буџетот на град Скопје. Имаше една така помалку бенигно помина таа информација, мислам дека беше од опозицијата која што презентираше односно најави афера за претходниот градоначалник Петре Шилегов, во која што тврдеа дека најголем дел од тендерите кои што се доделувале во градот Скопје биле со не повеќе од двајца понудувачи, еден или двајца понудувачи. Што упатува на тоа дека најверојатно биле договарани, местени и имате некаква информација околу тоа? Сте ги провериле овие информации? Добро, ние ги разгледувавме наназад извесен период начинот на кој што практично биле доделувани јавните набавки. Иако тие постапки нормално си има правила и процедури по кои што се спроведуваат, сепак индикативно е тоа што од 2019 година па наваму се отпочнува на, особено на оние поголеми проекти, да се појавуваат по еден, двајца до тројца понудувачи, за разлика од претходно кога имало по десетина на секоја јавна набавка, и еве сега во овие понуди ние кои што ги имаме, особено за овие инфраструктурни проекти што ги објавуваме во делот на реконструкција, санација на сообраќајниците. Последно колку што знам имаше сигурно над 15 понудувачи на овие јавни набавки, што повторно е можам да кажам, некои сомнежи пројавува за зошто во 2019-та, 20-та и 21-та година на овие јавни набавки кои што се исклучително, можам да кажам, атрактивни, затоа што се работи за повисоки суми за инвестициски инфраструктурни проекти, би се пријавувале само еден или двајца понудувачи и цената би се намалувала за по еден или воопшто не би се намалувала. Сега во овие конкретни случаи и претходно, а и сега пост новата година, оние набавки кои што ги објавуваме, цените се спуштаат драстично баш поради тоа што има конкурентност и баш поради тоа што се пријавуваат голем број на понудувачи. Да, во конкретниот случај како што ви напоменав, од прилика над 15 не има, за разлика од оно што било претходно само по еден или двајца понудувачи каде што се пријавувале. И ќе преземе ли градот Скопје некакви мерки за барем да се обештети буџетот, бидејќи ако било така како што еве се сомневаше опозицијата, еве и вие велите дека имало такви случаи, тогаш логично е да заклучи дека буџетот бил оштетен. Добре, да, има некои индиции, меѓутоа јас би сакала секогаш да зборуваме со аргументи, со факти, затоа што тоа е најдобриот начин за да се произлезе до вистината што навистина се случувало во било кој еден период. Она кое што ние сега во овој момент го правиме, практично отпочнуваме и во текст сме практично и на ревизија во рамки на градот Скопје, да се види, да се провери на кој начин, како биле водени сите овие постапки, а во секој случај и останатите институции и органите кои што се занимаваат со оваа проблематика по добрен глас можат и да превземат известни процедури, постапки и да истражат зошто во изминатите 3 години, од 2019, 20, 21 година, на овие атрактивни јавни набавки се пријавувале само по еден или двајца понудувачи.
Ќе преминам на друга тема, ќе се вратиме повторно на јавните набавки. Во тек е новата пролетна работна акција. Што значи пролетна работна акција? Добро, ова е еден новитет кој што сакавме да го воспоставиме, да можат организирано покрај градот Скопје, јавните предпријатија кои што функционираат во градот Скопје, да заедно бидат на терен и да се обидат сето она кое што од граѓаните се доставува како предизвик или нешто кое што им смета во секојдневието, да се обидат да го отстранат. Јавните предпријатија како што се јавното комунално предпријатие, водовод, јавното предпријатие, паркови и зеленила, значи се континуирано на терен и тоа по 5 дена во секоја од општините во градот Скопје, 10 скопски општини, каде што заедно во една, ако можам така да кажам, акција надополнувајќи се едни со други, се обидуваат да го подобрат секој еден дел од градот Скопје. Она кое што ме радува е дека има навистина позитивни реакции од граѓаните на терен. Тие прв пат сега се соочуваат со ваква акција и можност практично сите јавни предпријатија да се излезени и да работат, да се надополнуваат комплементарно, да се движат практично по оние делници кои што се надлежност на градот Скопје. Градот се чисти, се крпат улиците, значи се воспоставува системи на хоризонтална и вертикална сигнализација онам каде што е неопходна, се грижат за сето она кое што во изминатиот период било детектирано и било побарано од страна на граѓаните да се превземе за да градот ни биде поубав и секојдневието да им биде поедноставно, ако можам така да кажам. Ова акција е да нарековме пролетна затоа што токму сега почна, меѓутоа она што сакаме да го воспоставиме е да биде една пракса и практично 2 пати годишно да се воспоставува, доколку постои можност, тоа ќе го правиме понатаму еднаш квартално, меѓутоа 2 пати годишно да може да излегуваат тимовите на терен и да отстрануваат сето она кое што во претходниот период било детектирано од граѓаните дека е нефункционално или пак можеби дека има некој проблем како овие кои што сега во овој момент ги решаваме. Бележење на улиците, на сообраќајниците, хоризонтална, вертикална сигнализација, понатаму како што ви кажав, санирање на ударни дупки по коловозите, сето она кое што имаат напоменато граѓаните дека навистина им представува проблем, обиди за детектирање каде треба да се изврши санација, каде можеби треба да се изврши реконструкција на која улица. Дел од овие улици се наша надлежност, дел од овие улици се надлежност на општините кои што се по градот Скопје, меѓутоа ета ние преземавме и таа обврска и да им помогнеме онаму каде што можеме, склучуваме договори за меѓуопштинска соработка со општините и познавајќи го овој период дека сме во економска, енергетска израсвана криза, знаеме дека нивните буџети се екстремно лимитирани, се обидуваме во рамки на можностите и на нашите можности како град Скопје на буџетот да им помогнеме онолку колку што можеме. И ова ќе биде само пролетна акција или ќе биде во континуитет? Не, во континуитет ќе биде акцијата, значи отпочнавме како што кажав со скопските општини една по една да се движиме во интервали од по 5 дена, веднаш што ќе завршат, оставаме пауза ќе има за летните одмори и повторно продолжуваме со нов циклус. Како може граѓаните да пријават, например, некој проблем кој што го имат на нивната улица или во нивната населба или општина, за да може во рамки на оваа акција, пролетна како што велите во моментов, да бидат тие нивни проблеми санирани? Граѓаните можат преку мејлот на град Скопје 24@skopje.gov.mk да достават сето на кое што сметаат дека е предизвик, понатаму тоа се проследува до или надлежниот сектор во градот или пак до јавното предпријатие кое што би требало да го санира. Се бележат сите овие предизвици, се одговара на граѓаните дали кога во кој рок би можело истото да се санира, дали е наша надлежност или не. Доколку не, во координација сме со поголем дел од општините каде што се обидуваме со нив да бидеме практично посредник за тоа да се реши проблемот, затоа што не сакаме да одговориме извинете не е ова наша надлежност или не можеме, туку се обидуваме и таму да повлијаеме онаму каде што можеме. Во дел од општините имаме навистина конкретно квалитетна соработка каде што тие се обидуваат да излезат во пресрет на сето она кое што ги препратиме. Дел од општините се можеби не толку агилни, меѓутоа јас верувам дека се е ова само почеток и понатаму ќе биде сето многу полесно и многу побрзо ќе се движи. Рековте дека воведовте 24 часа администрација. Сте размислували ли некојаш да воведете, например, служба која што ќе биде на терен постојано со граѓаните, која што ќе ги детектира проблемите и ќе реагира веднаш? Зборувам за служба за луѓе кои што ќе бидат постојано на улица и кои што, како што беше, нели, на полицијата има позорникари,
улицата може да се пожалиш на некој проблем кој што го имаш на улицата, еве на пример некоја таква служба можеби. Да, во план е истото. Во овој момент работиме на решението како би можеле прво најнапред во рамки на градот да го формализираме, а па натаму веќе од следниот месец ќе имаме конкретни активности и ќе знаеме точно значи кои тимови каде ќе бидат, на кое место ќе можат граѓаните да ги најдат за да можат и што се вика лице во лице да им се обратат, да им кажат што се проблемите, да бидат нотирани, да се излезе на терен веднаш, да се повикаат екипи, да се санира таму каде што може. Сега во овој момент имаме само еден таков тим кој што преку Скопје 24 работи и ги санира дел од овие проблеми, меѓутоа верувам дека многу поефективно и ефикасно ќе биде доколку тимовите бидат надвор и ќе можат да контактираат и да комуницираат со граѓаните непосредно и веднаш. Практично на овој начин прво ќе биде непосреден контактот со граѓаните, ќе може веднаш да се појасни што е конкретниот проблем, а од друга страна исто така и ќе се овозможи да самите и тие видат дека има некој кој што го слушал на кој што го кажуваат и да се изреагира веднаш за тие проблеми и предизвици кои што ги имаат и верувам дека ова ќе биде едно добро и квалитетно решение за како да се излезе во пресред за сите оние проблеми кои што можеби се минорни за некого, меѓутоа дел од граѓаните навистина ги тангираат многу. Граѓаните во суштина тоа се најголемите проблеми за нив. Висока политика е за политичарите. Тоа се тие проблеми кои што треба да ги решава локалната самоуправа и затоа мислам дека е ова одлична идеја, затоа ви прашав, знам дека нешто. Да, ќе ги растерети во голем дел од трошоците затоа што сега доколку сметаат дека имаат некаков проблем, обично нели доаѓаат до градот, имаат трошоци да дојдат до таму, па ви фали уште еден документ и така натаму. Ние се обидуваме сега системски да го надминеме овој проблем. Еве сега во изминатиот период имаше многу голем број на граѓани кои што се обраќаа врзано со даночните решенија да дадат насоки дека пример затоа што законот во суштина граѓаните најверојатно голем дел од нив не го знаат тоа дека во рок од 15 дена доколку купат нов имот или пак доколку отуѓат имот дека се должни да го одјават или да го пријават истиот во зависност од тоа што прават, дали купуваат или продаваат. И затоа што не го знаат тоа, најчесто се соочуваат сега во овој период од годината кога пристигнуваат даночните решенија со тоа да добиваат решение кое што не е наменето за нив, туку за новиот собственик на тој имот. И има доста реакции кои што пристигаат на мејлот, меѓутоа тие веднаш се решаваат, нормално доколку достават соодветна документација или доколку се увиди дека навистина е тоа така како што го пријавуваат. Тоа е она кое што сакаме да го направиме. Тој непосреден контакт да биде во насока на тоа да им го улесни секојдневието, да не мора да доаѓаат, да не мора да генерираат трошоци, да не мора да се малтретираат. Туку напротив градот ќе дојде кај нив. Туку градот да дојде да биде присутен на терен постојано и да се знаат точно на кои локации си постојат службите на градот, да може да им се обратат, да може да се реши, да може да се викнат тимови тука и експерти кои што ќе можат да го детектираат каде е проблемот, да го решат веднаш. Да се елиминира она до сегашно ќе го завршиме, ќе го средиме во теке, да се елиминира тоа туку да се реагира веднаш и најбрзо што може. Имаме хиперсензитивна една да речам група на граѓани која што реагира на се и се што кога е во прашање зеленило. Јас нормално мислам нема човек кој што не сака здрава животна средина и зелена животна средина. Јас лично мислам дека главниот град и метропола како град Скопје треба да биде нормално како секоја друга метропола во светот, треба да има зеленило и јас колку што знам градот Скопје има најголема површина на зеленило по глава на жител во Европа. И јас знам и вашата програма, предизборна програма во која што вие се обврзавте да не сечете ниту едно дрво кое што нели не е разболено или нема некаква потреба иманентна да се исече. Прашањето ми е, случивте меморандум за соработка со Шумарскиот факултет. Може ли малку повеќе да ни објасните за што е тој меморандум, како ќе соработува градот со Шумарскиот факултет, зошто досега не соработува градот со Шумарскиот факултет, а потоа ќе се навратиме на уште едно прашање. Да, само една мала надополнување суштина на самиот почеток. Ова кое што го споменавте, зеленилото да се зачува, да, тоа е на врвот на агендата. Меѓутоа исто така во едно градот се обврза дека 100.000 садници ќе се садат секоја година. Што сметам дека е навистина голем напредок за разлика од она кое што се правело досега. Од друга страна, исто така превземавме и големи чекори со градскиот екосовет,
кои што работат активно и навистина сметам дека таму има еминентни личности, лица, професори од академската фила, експерти, организации кои што работат на оваа тематика, кои што се верувам луѓето кои што се најповикани да допринесат во делот на градење на политики за чист град и за зелен град. И нивните политики кои што ќе произлезат, верувам дека ќе бидат можеби една од највредните работи кои што овој град ќе ги генерира во делот на нешто кое што треба да се преземе за да се заштити животната средина. Од друга страна, отпочнавме со она кое што го кажавме, инициирање на законот за заштита на водно. Тоа е нешто на кое што сега во следниот период треба и практично да биде доставена како една верзија до собранието, па да видиме нашите народни избраници како таму ќе реагираат на тоа дека на водно повеќе не смее да се узурпира и не смее да се гради, не смее да се дозволи елити да си поставуваат своји правила за каде може, а каде не може да се работи и да се раководи и да наоѓаат дупки во законите, за да можат да изигруваат се она кое што е пропис и практично да узурпираат делови од градот кои што не би требало да бидат допрени. Тоа е практично еден зелен зид кој што не штити сите. Може ли таков пример да ни кажете на таква узурпација? Има многу такви примери на узурпација. Проблемот е во тоа што голем дел од општините кои што би требало да имаат активни градежни инспекции ги немаат или пак нивните ресурси се многу лимитирани, значи бројот на градежни инспектори ми е навистина не е нешто со кое што може да се пофалат. Би требало да се работи на таа тема, меѓутоа и буџетите исто така им се лимитирани. Значи ова е едно прашање кое што е навистина болна тема, за разлика од тоа градот Скопје пак воопште и законски нема опција да има градежен инспектор, доколку би имале, верувајте дека ние би реагирале веднаш и не би дозволиле ништо од ова кое што се случува сега, не само на тој путек, туку и било каде што има вакви ситуации на узурпација да се отпочнат или да се гради. И верувам дека ќе работиме во следниот период, најпрвен да се даде законот во собрание, а понатаму да сите заедно се заземеме за тоа дека ова е најдоброто решение и да се постигне иста заштита како што има парк шумата во Газибаба. Значи водно мора да биде заштитено и тоа мора да биде заштитено да не смее во буквална смисла на зборот никој нити да го узурпира, нити да ја нарушува природата која што таму ја има. А што се однесува до ова кое што го напоменавте за Шумарскиот факултет, со Шумарскиот факултет имало отпочнато една соработка која што финиширала со склучување на еден меморандум за соработка меѓу градот и факултетот за ослободување на практично задушените дрвени зградот. Тој иако бил склучен, јас мислам дека воопшто не бил ефектуиран, значи не било отпочнато со активности за да се превземе нешто кое што е неопходно за да се ослободат практично дрвијата. Или пак тоа било навистина во некој мал обем, па поминало незабележано, затоа што колку што можеме да видиме на таа евиденција во тој регистар, отприлика околу нешто над 900 дрвја има задушени или заробени во градот Скопје. Тоа се оние кои што ги гледате бетонирани по сообраќајниците или пак низ општините низ градот Скопје. Ние склучивме меморандум со Шумарскиот факултет. Навистина сум горда и навистина чест ми представува тоа што луѓето кои што доаѓаат како експерти, како професори од Шумарскиот факултет имаат толку големи познавања. Тие понудија и својата експертиза да ја принесат и на нашето предпријатие Паркови и зеленила преку обуки со кои што би креирале кадар кој што со ова знаење кој што ќе им биде пренесено ќе знаат токму каде, што и кога треба и да постапат и доколку постапуваат, на кој начин треба да постапат, еве конкретно во делот на кроењето на гранките, во кој период треба да се прави, исто така како и кога треба да се садат дрвјата, во кои периоди. Значи, верувам дека имаме навистина високо ниво на експертиза од нивна страна, кој што го понудија на градот. Ние со задоволство ја прифативме таа понуда и таа соработка и верувам дека ќе има навистина големи ефекти во следниот период. Меѓутоа исто така и договоривме и да се ревидира сето она кое што се прави во делот на што, дали, каде и кога треба да се превзема врзано со дрвјата кои што се пријавуваат од страна на граѓани, од страна на локалната самоуправа или од било кого, дека се така наречени можеби дрвја кои што се болни или кои што се исушени. И веруваме дека нивната експертиза ќе придонесе за да тие ни кажат дали навистина тоа дрво представува или не представува опасност и ризик. Затоа што во секој еден случај доколку постои таква можност некоја од дрвјата да представува ризик, да треба да се направи нешто за да се отстрани, да се елиминира тој ризик. Тоа го видовме сега при обилните снегови
во изминатите месеци, значи имаше ситуации каде што гранки из цели дрвја практично паѓа по коловози и по паркинзи. Сметам дека тоа не смее да се дозволи да се случува и затоа експертизата од Шумарскиот факултет верувам дека ќе биде практично круна на она кое што сакаме да го направиме, а тоа е дрвјата да си останат да ги зачуваме, а онаму каде што треба да превземеме известни мерки за да го намалиме ризикот, да знаеме точно што и како се прави. Ги споменавте асфалтираните, бетонираните дрва, а јас ја споменав хиперсензитивната една група на граѓани кои што реагираат вака доста енергично кога станува збор за дрвја и зеленило. Колку дрвје има бетонирано, задушено, практично асфалтирано и ставено под бекатон претходната администрација? Она што го гледаме од регистарот има некаде над 900 дрвја. Значи, бидејќи не слушнавме реакција од токму од оваа јавност која што сега реагира за 16-тина, мислам дека беа диви дрвја. Не, тие 16-тина дрвја беа пресадени од потегот кај Васко Карангелески во околината на училиште во близина практично од местото од каде што беа извадени, беа пресадени од страна на општина Аеродром, а имаше неколку дрвја кои што беа диво израснати, така наречени кисели дрвја, кои што ги отстраниле, таму и ви кажав и самите, бидејќи јас се заложив да нема сечано дрвја во градот Скопје. Дури сега пристапуваме кон тоа, едно од дрвјата кои што се на таа траса, таму спасивме, верувам дека знаете, еден дрворед од 100, можеби и повеќе од 100 дрвја, кои што се повеќе годишни, дел од нив има и повеќе од 100 години што се стари. И тоа е навистина еден фантастичен проект за која улица беше? За Васко Карангелески. За Васко Карангелески го променивте целиот проект за да не го адаптиравме проектот за да нема таму сеча на тој дрворед, затоа што голем беше бројот на граѓаните кои што иако тоа е проект кој што е отпочнат од претходното раководство, јас верувам дека треба да се среди таа улица и да биде проводна, да биде нешто кое што граѓаните ќе може да го користат, меѓутоа од друга страна голема сентиментална вредност имаше тој дрворед таму за граѓаните на тој потек, тие реагираат, доста петиции испратија, нивниот глас мора да биде слушнат и верувам дека ова решение кое што го најдовме е најдоброто можно решение. Има едно од дрвјата кои што се на трасата кои што ќе мора да биде отстрането, меѓутоа се договоривме и со Шумарскиот факултет, меѓутоа и со дел од експертите кои што работат на оваа тематика, како и од луѓето кои што се во паркови зеленила, дека ќе се пристапи кон практично рачно вадење на ова дрво и ќе се пресади на локација која што општина Аеродром ќе определи по неговото отстранување таму. Кога сме кај улиците, отпочнати се неколку десетина, мислам, проекти за нови улици, асфалтирање или реновирање на постоечки улици. Вака по-детално ќе ни кажете каде започнавте проекти за нова патна инфраструктура? Голем дел од овие проекти се со меѓуопштинска соработка. Она кое што кажавме дека е многу важно покрај она што градот Скопје го има зацртано во програмата која што имаме, наша 4-годишна која што треба да се реализира. Отпочнавме со реализација на проекти кои што се важни и за скопските општини. Значи, исклучуваме договори за меѓуопштинска соработка, еве сега последната ни е во Ѓорче Петров, каде што верувам дека ова е еден нов пристап практично на санирање на голем дел од оние делови и населени места кои што таму градоначалникот ги има детектирано и самите граѓани бараат практично да бидат средени затоа што не биле средени повеќе од 30 години. И верувам дека граѓаните најдобро знаат што е потребата нивна и што е она кое што им е неопходно токму во овој момент. Таму пристапуваме со асфалтирање на голем број на улици, тоа конкретно во Новосело, во Даме Груев. Има можеби над 2-3, околу измеѓу 20 и 30 улици се асфалтираат. Да, тоа во рамки на проектот Ѓорче без скала, ако не се лажам. Така беше градоначалникот има една замисла дека во 21 века тоа е нешто за кое што јас активно се залагав во текот на целата кампања, дека овие проблеми се за минатиот век. Значи не би требало да се дозволи граѓаните да живеат и во сред град Скопје и гласат во градот Скопје, меѓутоа да одат по неасфалтирани улици и отпочнуваме практично со ова.
Дел од градоначалниците те сами потегнаа иницијатива каде сметаат дека е најургентно да се пристапи кон тоа да отпочнеме со реализација и еве во Ѓорче Петров се отпочнува токму во овие населени места кои што се детектирани како примерни, приоритетни практично за граѓаните и нешто кое што тие самите го бараа. Градот Скопје сака да помогне, знам дека граѓаните ќе бидат задоволни од она што ќе се реализира. Исто така потпишавме и договор за меѓуопштинска соработка со општината Бутел, улицата Скоевска. После повеќе од 30 на години се реконструира, таа е една навистина клучна сообраќајница таму, која што граѓаните континуирано имаат апелирано дека сакаат да се реконструира, затоа што се наоѓа навистина во една лоша ситуација, во една лоша состојба. Тоа беше нешто кое што било истакнувано не само до нас, туку исто така и кај градоначалникот на општина Бутел дека е приоритет и врзано за тоа склучивме еден договор за меѓуопштинска соработка со кој што отпочнуваме да го решаваме овој проблем кој што граѓаните таму го истакнуваат. Едно по едно соди. Перо Наков исто така беше истакнувана како едно од клучните делници која што би требало да се реконструира. Таму има многу бројни реакции од граѓаните, значи секојдневно пишуваат, ги скршивме автомобилите, значи не може да се помине без да удрите во некоја дупка и има навистина големи реакции. Мислам дека она кој што ќе го направиме таму ќе биде Љубљанска? Љубљанска е проект кој што можам да кажам со гордост дека успеавме да ги решиме најголемиот дел од имотно-правните прашања за ултра брзо време. Претходното раководство, мислам дека еден проект, можеби еден од целиот број на околу 70 за експроприација има решено или беше во фаза на реализација. Ние пристапивме активно кон тоа да ги решаваме. Голема е бројката која што успеавме да ја разрешиме. Учистивме еден цел дел од трасата, оној кој што се поврзува од практично брегот на Вардар до излезот кај на Илинденска. Сега работиме на другата страна, она што е поврзување практично во делот кај Момен поток. И верувам дека наскоро ќе имаме отпочнување на градежните активности таму, затоа што доста скоро сметам дека ќе можеме, барем во делот на булеварите што е наша надлежност, да го средиме, а понатаму останува до она кое што е нормално превземена обврска и инвестиција која што е договорена со владата за воспоставување, односно отпочнување на градење на делот на мостот кој што ќе ги поврзува овие две страни. Бевте тема на напад. Мислам дека владеачката партија неколку пати имаше пресконференции во врска со распределбата на средства за културни настани, средства за здруженија на граѓани, невладини организации. Колку пари даде градот Скопје годинава на овие организации и зашто? Знаете како, многу е интересно кога седеше на тоа столче градоначалник кој што беше од нивната опција, како немаше никакви напади и покрај тоа што никој не знаеше ниту каде одат средствата, ниту на кого се доделуваат, ниту пак се гледаше дека на една иста организација или една иста фирма и се давале повеќе кратно средства. Сега таква нетранспарентност прво нема. И покрај тоа што се обидоа да направат една голема фама во јавноста, за жал, и верувам дека и самата јавност ќе цени и ќе суди за она кое што се случува, меѓутоа морам да кажам дека таа една група, ќе ја наречам, која што во ниту еден случај не може да им е мило затоа што настана промена во метрополата. Сепак градот Скопје е град кој што е срцето на Македонија и градот Скопје донесе навистина крупни големи промени. Градот Скопје успеа да промени една цела влада. И затоа овие напади нека си продолжат слободно. Ние знаеме дека работиме честно, дека работиме посветено, дека средствата си има комисија која што одлучува, не одлучува градоначалникот. Значи си има комисија која што цени проекти, има комисија која што цени валидност на што е она кое што некој го поберал и некој кој што го понудил таму. После многу години се враќа во Скопје Злато Славеч. Ете и тоа на некој не му е мило. Значи имаме една манифестација со која што треба да се гордееме. Манифестација која што 70 на години
екзистира и функционира во Македонија, манифестација со која што сите ние сме израснале. Златнославече е институција. Институција е баш така и верувам дека секој едно дете треба да порасне со она кое што ние сме имале можности да го гледаме и да му се радуваме додека сме биле деца. И не знам со кој образ било кој би сакал да шиканира доделувањето на тие средства. Се обидува да ја спуштат реториката на тоа на меѓуетничка некоја нетрпеливост, во смисла на тоа сте дале толку за Златнославече, сте дале многу помалку за не знам некој друга манифестација на некоја друга етничка заедница. Прво тоа е чиста манипулација. Значи градоначалникот не доделува ништо. Има комисија која што таму е воспоставена и тоа мислам дека дури од претходна е таа комисија воспоставена која што следи, која што ги гледа и да верувате никој од тие проекти ниту има националност, ниту има некаква боја. Проектите вие не знаете. Претпоставам кој колку аплицирал, толку суштина и ќе добие. Не е само кој колку аплицирал, значи тие нудат проект. Тие имаат апликација. И верувате дека на апликацијата не пишува која националност е. Да. Сега не сакам да ја бранам комисијата, меѓутоа навистина еве Златнославече е бренд. Златнославече е баш како што кажавте институција. Златнославече е нешто со кое што сите ние сме израснале. Не знам зашто би било проблематизирано и навистина сметам дека е премногу ниско што се занимаваат овие луѓе со тие теми. Мислам и знаат сите граѓани знаат и која е позадината на целата работа, како сакаат да го свртат, дали како директен атак, дали како било која друга како било кој друг начин на напад ако сакаат да го свртат, знаат граѓаните за што се работи. Сакаат да девалвираат некој кој што успеа да постигне прво успех на локалните избори, некој кој што и покрај тоа што е независен успеа да смени градоначалник кој што имал апсолутна власт претходно затоа што стоела позади него целиот државен апаратус и сега нормално дека ќе напаѓаат. Мене би им било чудно да не напаѓаат. Меѓутоа и граѓаните знаат дека позади тоа стои баш токму овие причини и ќе напаѓаат за се. Не можете да угодите вие некому кој што ви е противник. Јас ќе ги прочитам, ги имам запишано. Град Скопје финансира 177 проекти од областа на култура, 50 на проекти за унапредување на социјална, детска и здравствена заштита, со финансиска поддршка над 22 милиони денари. Финансирање на програми и активности на здруженија и фондации за кои ќе се распределуваат 3 милиони денари. Финансирање на програми, проекти, активности и манифестации за млади. И уште многу да не ги читам сите ќе излеземе од рамки на тие се јавни повици кои што јас тука се реализирани, дека јас ги читам, мислам дека јавно се објавени. Да, јавно се објавени, мислам дека голем дел од овие јавни повици прво се во функција на тоа да се реализира она кое што било ветување од програмата за модерно Скопје, а во втора фаза исто така и да подпомогнат практично во реализација на известни манифестации, исто така во реализација на известни проекти, особено во делот на социјалната заштита, кои што сметам навистина дека се неопходни во ова кризно време. Значи имаме институции кои што прават навистина работи кои што се за почит и можам да кажам дека сум горда што град Скопје е дел од такво нешто. Значи воспоставивме плюс и дополнително соработка каде што помагаме на дневни центри за деца, на дневни центри за лица со попречености, за бездомните лица, оброци, практично пренаменивме еден цел тендер за кафани кој што се го распиша некој среди избори, практично да може да ги части луѓе по кафани, го пренаменивме за да стигне токму онаму каде што треба. Еден денар не се троши во градот за да оди некој поручец или по бифтеци како што било таа пракса претходно и да скапи пијалоци. Сега во овој момент средствата се одат кај граѓаните кои што се најранливи. Најризичните групи на граѓани се оние кои што треба да ги помогнеме. И јас мислам дека консензус има во јавноста дека треба на овие лица да се помогне. И сега не зборува никој зошто, извинете, сега некој не јаде бифтеци и не оди по кафеани, а молчат и за тоа дека овие средства се пренаменети за лицата кои што се од ранливи категории. Молчат и за овие проекти, но како и да е, нема да ги дискутираме тие повеќе. Има една интересна ситуација, сме разговарале вака не пред камера, а тоа е ситуацијата со тендерот за набавка на средство за прскање на комарци. Што се случува таму, што се случувало поточно со тој тендер? Знаеме дека во последниве 3-4 години имавме проблем со комарците, секоја пролет, секое лето имаше наезда на комарци, а немаше
средства за прскање. Односно се прскаше нешто што наместо да ги убие ги правеше појаки, поголеми комарци. Така, бројни се саботажите на секое ниво. На секое ниво се бројни саботажите. Јас мислам дека не постои некој друг кој што не може секојдневно да излезе во етер, да не каже дека еве овие градоначалници или овој градоначалник се неспособни, не направиле ништо и притоа замислете, тоа доаѓа од една цела групација на луѓе чии што градоначалник успел да реализира само 5% од својата програма. Да, и се води некој наратив дека сега треба Данела за 6 месеци да заврши тоа што не било завршено изминатите 4 години. Ама пак ви кажувам, тоа народот го гледа и тоа народот го слуша. За 4 години тие ќе имаат можност да присудат дали некој реализирал или не реализирал. Ние сега зборуваме за некој кој што почна да напаѓа уште од првиот ден. Значи јас го земавте чаламот, како да кажам сега, до пред тоа било кидем у кафана на државна сметка ќе се потпишуваме, сега нема. Да, сега нема, тие злоупотреби си се покренуваат полека за се постапки и за сите индици кои што ги имаме и ќе си понесат сите оние кои што злоупотребувале одговорност. Тука нема што да се дискутира на тие теми, доколку сакаме ние да стигнеме до позиција да се решаваат веќе работите и да имаме системско решение за се што ќе направиме, да нема повеќе овакви работи, корупција и нешто кое што сме виделе во изминатиот период да се случува, мора од некаде да се почне. И да, не е лесно, секој ден ќе напаѓаат, не им се допаѓа тоа што се решаваат проблемите, не им се допаѓа тоа што некој сака да елиминира сите овие девијантни појави кои што ги имало претходно. Мене ми е тоа јасно. Јас не знам друга ситуација каде што вие сте имале вакво нешто, уште од првиот ден седнувате денеска на позиција, излегува некој вика најнеуспешниот, најнеспособниот градоначалник. За еден ден. Да, и јасно да. им е на граѓаните зошто е наративот таков. Од човек кој што направил, реализирал само 5% од својата програма и покрај тоа што го имал целиот државен апарат, целата држава стоела позади него и ја водел метрополата. И не изедоа комарци. 5% вие да реализирате од програмата, минимум што треба да се прави е да не се зборува барем 2 години, да не се покренуваат теми, затоа што немате со што да се пофалите. Јас знам дека она што се ветило дека ќе се реализира. И знам дека она кое што се кажало дека ќе се сработи, ќе си се сработи. И саботажите ќе бидат континуирани и нападите ќе бидат големи, меѓутоа сето тоа се должи од една страна затоа што нормално повредени се луѓето, го разбирам тоа, се случува. А втората ситуација е сакаат некој да профилира дека не може да направи нешто за кое што ние ќе ги демонтираме и верувам дека граѓаните многу скоро ќе видат и покрај тоа што цел апаратот се ставен во функција, имаат навистина механизми како тоа да го спроведуваат и да го прават, меѓутоа не се откажуваме за доброто на граѓаните, ќе направиме се што треба и граѓаните го гледаат тоа и го ценат. Имаше една ситуација која што ја објавивме пред 3-4 дена, а тоа беше информација која што ја објави Заводот за ревизија. Веројатно се надева дека никој нема да го чита. Тоа е информацијата дека од парите за изградба на универзална сала нелегално, неоправдано се пренаменувале за други цели, а не за реновирање на универзалната сала. Тоа се работи измислено околу 1 милион евра, кои што биле пренаменети во други цели, а не за реновирање на универзална, иако биле предвидени за тоа. Доколку е тоа така, тоа е скандал од невидени размери. Значи, ненаменско трошење на средства е скандал од невидени размери. Тоа треба да се истражи, треба да се утврди. Утврдено е од страна на Завод за ревизија, да. Доколку е така, јас го немам прочитано извештајот. Доколку е така, тоа е скандалозно. Универзална сала исто така има набавено и доста опрема. Зборувам како институција, градот има набавено опрема за универзална сала, иако универзална сала ќе падне кај да е, се уште не се започнати соодветно работите на нејзе. Каде е таа опрема во моментов? Јас не би можела опрема, да кажам сега аудиовизуелна опрема, таа е опрема. Не би можела да кажам, таму до пред некој ден практично имаше старо раководство, сега има ново раководство, треба да се отпочнат постапки на ревидирање на кое што се случувало до сега таму и мислам дека откако ќе завршат овие процеси дека многу појасно ќе биде што се правело и на кој начин се правело во изминатите години, затоа што многу средства се таму потрошени и покрај тоа што универзална сала и не функционираше во изминатите 2 години. Како што знаете и самите, едно е што имаше пандемија, второ е што се отпочна со
реконструкција на самиот објект и мора да се ревидира тоа темелно, мора да се види што е правено, како е правено, зошто е правено, каде биле наменувани, каде биле трошени оние средства кои што биле доделувани таму, имало некои настани кои што се реализирале, меѓутоа што со останатите средства кои што биле дотирани и се додека нема факти, аргументи да се види што било и како било и зошто било направено и да си се понесе доколку имало злоупотреби и одговорност, сите овие работи ќе се продолжуваат да се случуваат секаде и по сите институции низ Македонија. Имаше шпекулации дека таа опрема која што е набавена практично и која што требала да биде инсталирана во универзална сала по реконструкцијата, практично постојат шпекулации, ќе кажеме, била користена во приватни цели, била рентана по разни настани. Ако се утврди такво нешто, тоа е злоупотреба тешка и сметам дека треба едно ревизијата прво да се пристапи, да утврди што, како, кога, во кој обем било правено, а понатаму треба да се разгледуваат и сите овие останати индици кои што ги има, дали има, кој има, како има, кој има информации за истото и да се отпочне со, мислам, барем да се дојде до вистината, што се случило на вистина, што се случувало на вистина. А особено интересно е тоа да се види каде се намениле овие средства. Ова што го кажувате вие за Државниот завод за ревизија, навистина е информација која што е фрапантна, ако не во најмала рака и скандалозно ненаменски да трошите средства за нешто за кое што ви биле дадени за реализација, доколку било истото така направено. Мислам, јас сум изненадена сум, ако можам така да кажам, и чекам да видам, баш ме интересира што ќе произлезе од таа информација. Дали ќе се обзнани, дали ќе се потврди како вистината, иако верувам во интегритетот на Државниот завод за ревизија и во извештаите кои што тие ги генерираат. Кога сме кај универзална сала, претходно го зборувавме Злато Славиче, докаде е постапката за реконструкција на универзална сала, имавте таму проблем. Докаде е таа постапка, кога конечно ќе биде завршена, имате ли некој рок? И како планирате да го унапредите, да речам, културниот или ноќниот живот или во Скопје, или пак планирате ли фестивали како што имаше порано во градот? Манифестации од тој тип? Манифестации мора да има. Прво мора да има затоа што граѓаните тоа го бараат. Второ мора да има затоа што верувам дека културната сцена во градот Скопје многу одамна не е тоа што беше. Не само на младите, на сите генерации им е неопходно да се вратат и вистинските вредности, меѓутоа и од делот на културата, на уметноста, сето оно кое што порано било вредно и да се види и да се чуе, дека мора да се вратиме на особено на македонските, ако можам да речам, и автори, и изведувачи, и сето оно што е значајно за нас тука. И да го цениме пред се прво нашето, па понатаму се останато. Затоа што мора да постојат некои критериуми за начинот на кој што ќе се одвиваат нештата во градот и затоа всушност и оваа поддршка сега во следниот период, само во следниве неколку дена, еве веќе имаме и повеќе фестивали кои што отпочнуваат во Скопје, верувам на радост на граѓаните ќе ги промовираме почнувајќи од утре. Скопски градски фестивал. Да, Скопски градски фестивал, значи имаме повеќе фестивали кои што следат и сметам дека ова ќе прирасне практично во една традиција, во дел од нив во возобновување на практично на традицијата, меѓутоа пред се во промовирање на она што е наше, што е домашно, што е квалитетно, што е македонско. Бевте претходнава недела бевте на пат, на службено патување, во смисла на тоа да воспоставите нова меѓународна соработка на градот Скопје и да обезбедите по некој проект за градот. Да, нема да откриваме денеска повеќе за тоа, што се уште траат преговорите, меѓутоа јас верувам можеби до следната наша заедничка емисија дека ќе има што да се јави, што да се каже, што да се дискутира на оваа тема. Генерално, каква е меѓународната соработка на градот во моментов? Имате ли соработка со меѓународни институции, монетарни фондови, фондови за поддршка на проекти? Знаете како соработката, градот Скопје прво има воспоставено доста соработки, тие во континуитет си продолжуваат, иако голем дел од нив можеби не биле активни, биле пасивизирани во изминатиот период. Она кое што ми е цел да го направам е да ги искористам и личните контакти и сето она кое што до сега сум успела да го изградам во текот на овие изминати 20 на години, за да може да се стави во функција на градот. Пред се да донесеме добри практики тука,
да добиеме исто така соодветна помош, не само во знаење, туку можеби и во нешто кое што би било функционално од делот на опремување на градот и се надевам дека истото ќе се реализира и тоа во следниот период. Ќе ги информираме нормално граѓаните во моментот кога ќе имаме нешто поконкретно за да се најави. Го начнавме како тема минатата емисија, тоа е темата во врска со фабриката Треска, имавме, нели сите знаеме, голем пожар, но таму има некои чудни ситуации, некои чудни состојби. Една од нив е, не знам колку знаат граѓаните, но тоа е дека во склоп на фабриката Треска е поставена цистерна во која што има складирано 20 на тони, 20.000 литри нафта, кои што се необезбедени и кои што значат потенцијална опасност од може да настане експлозија, може да настане нешто кое што ќе ги катастрофа по животната средина, сакам да кажам, го бирав така по-мекиот збор. И не само по животната средина, и по граѓаните, ризик голем е и по животот и по здравието на граѓаните. 20.000 литри на нафтени деривати сред центар на градот да стојат необезбедени, јас мислам дека тоа е една темпирана бомба сред град. Што се случува таму во Треска генерално до сега, што имате информации, па ќе ги дискутираме вие околу нафтата? Она што ние го знаеме како информација, сега ние таму бевме присутни како противпожарна бригада на град Скопје во функција на тоа да се санира она кое што беше настанато како пожар. Тоа е во надлежност на општина Центар, дел е државна сопственост, дел е приватна сопственост, колку што имаме информации. И за нас како град Скопје, надлежноста која што имаме како противпожарна бригада и јас како градоначалник и како командант практично на оној кризен штаб при градот Скопје да се грижиме за да не настанат не само природни катастрофи, туку и нешто вакво кое што може значително како оваа ситуација на можни потенцијални катастрофи од ризик на експлозивни практично состојби кои што ги има, експлозивни материи, кои што ги има поставено како што е оваа цистерна. Тука би кажала дека многу треба да се внимава, треба да се покренат соодветни постапки, особено пред институциите кои што се на национално ниво, да се санира прво ова што се случува. Таму колку што ние добивме информација, се работи за стечајна постапка, има некој стечајен управител кој што би требало пред се да си го обезбеди доколку му е влезено во стечајна маса ова цистерна со нафтени деривати и понатаму да се пристапи кон она кое што ние сме го детектирале како слабост во системот. Имавме со дирекцијата за заштита и спасување еден состанок каде што навистина наидовме таму на фантастична соработка од луѓето, тие разбираат оваа проблематика навистина квалитетно, дадоа соодветни препораки и заедно со нив пристапуваме кон тоа да се реализира и да се имплементира она што е во Законот за пожарникарство донесено како регулатива, а тоа е да се воспостави еден регистар каде што ќе се задолжат сите оние компании кои што имаат во својата примарна дејност тркување со вакви опасни запалливи материи, кои што имаат производство, не знам, на нафтени или пак увоз и складирање на нафтени деривати, на смоли, на што се во делот на хемиската индустрија. Значи секој еден кој што представува потенцијален извор на ризик би требало во своите рамки да си има начин на кој што ќе се воспостави заштита од вакви состојби, од вакви ситуации. Тоа е нешто кое што од минатата недела веќе го покренавме како тема и сметам дека за многу брзо време можеби ќе бидеме и првата локална самоуправа како град Скопје кој што ќе покрена всушност иницијатива за ова да се имплементира. Езеро Треска е еден од најголемите, да речам, најубавите места, дел од најубавите сеќавања на скопјани. Езеро Треска во моментов пропаѓа, тоа колку што знам беше предадено во под управување на општина Сарај. Постои ли можност градот да си го врати езеро Треска под свој и да проба да го заживее повторно тој дел на Скопје? Добро, тоа би било можеби фантастично да се реализира. Езерото Треска беше нешто кое што на сите исто така и порано можеби не беше најомиленото излетничко или едно од најомилените излетнички места. Не знам кои се можностите, затоа што колку што имам информација, езерото Треска е одамна веќе дадено во владение на општина Сарај. Општина Сарај има и некакви планови таму, колку што знам, за некои инвестиции.
најдобро нешто би било да се врати езерото на Инвестиции градот, во да се смисла на врати тоа да се ревитализира езерото Треска или инвестиции да се Не, мислам дека да се ревитализира не е во план, меѓутоа најдобро би било да се врати на градот, да се врати на граѓаните пред се. Да, затоа што тоа езеро и сето тоа таму кое што може сега да го видиме во една руинирана состојба е направено и изградено од самопридонест на граѓаните и не верувам дека смее да се отуги, не верувам дека смее да се превземаат било какви активности пред да биде дадено пред граѓаните тие да одлучат што сакаат да се случува со овој комплекс, според мене мислам дека треба да се ревитализира и треба да се врати на граѓаните. Тоа е едно фантастично излетничко место кое што има и навистина и убава природа и има што да понуди од аспект не само на туризам, туку и од аспект на тоа да граѓаните имаат начин и квалитетно како да си го поминуваат слободното време и како да уживаат во таа природа таму. Петре Шилегов ни ветуваше нов лик на паркот во Сарај, тој е спортскиот центар во Сарај. Ветуваше нов базен, нови спортски сали таму. Нема ништо тоа направено. Мислам, тие што сме од Ѓорче знаеме како изгледа тоа таму, освен зеленилото кое што само по себе си расне и си живее, другото се е запуштено. Добро, не расте само по себе, паркови зеленило практично го води грижа за тој дел таму. Може би сега центар. почнала паркови зеленило да води грижа за тој дел за води паркот грижа сега, но до сега беше практично сами од себе си растенијата. Ние до сега во изминатите неколку месеци повеќе пати го посетивме овој спортско-рекреативен центар. Имате ли план, да? Имате ли план? Да, има план, има конкретен план, веќе тој план е ставен отпочнато практично со онаа функција која што сакаме да направиме, а тоа е конкретно да се среди целиот овој потек таму. Тоа е навистина едно преубаво место кое што можеби е едно од најдобрите места во градот за рекреација и нешто налик на градскиот парк, меѓутоа можам да кажам дека нуди и нешто повеќе од содржините кои што ги нуди во градскиот парк, не само што има река, еден дел како излетничко место, туку исто така има и доста спортски терени кои што сега отпочнуваме со фазата на тоа да ги санираме. Тие ќе бидат комплетно реконструирани. Таму има 2 фудбалски игралишта, има игралиште за кошарка, за мал фудбал, за тенис исто така и тие се делот од она кое што ќе се реконструира сега во следниот период. Тоа ни е планирана инвестиција во Сарај. Исто така има едно огромно игралиште за фудбал на трева и една атлетска патека која што треба да биде средена. А ово кое што го споминавте за базенот, тоа за жал не е под наша надлежност, тоа е под надлежност на централната власт и ние се надеваме, можеби доколку тие немаат никакви планови да видиме што може да се направи. Агенција за млади и спорт? Под централната власт, да, има некоја поделена надлежност таму, за жал градот нема никакви ингеренции, меѓутоа, доколку има некаква желба за соработка, ние би сакале да превземеме и некакви активности врзано со тој дел таму, исто така да се ревитализира. Тоа е едно навистина прекрасно место кое што може да биде во тој дел од градот, место каде што активно ќе се дружат младите, ќе спортуваат и ќе се подигне квалитетот на живот сигурно за повеќе степена. Добро сте размислувале за некои освен оние веќе најавени мега паркови во општините низ градот, сте размислувале за нов парк можеби во центар? Добра, ако алудирате на ова кај Треска, не. Да, алудирам на тоа кај Треска, бидејќи таква еколошка катастрофа мислам дека би можела да се спречи само со поставување на зеленило и мене ми беа нејасни онаа невладина организација која што во името има за зелен центар или не знам како беше, која што повикуваше да се градат 35 згради на местото на сегашна фабрика Треска. Мислам дека тоа е надвор од умот, да таму да се изградат 35-40, некои други шпекулации велеа дека таму се планираат 80 згради да се изградат и тоа би било комплетно задушување на Скопје, бидејќи ветрот или воздухот, свежиот воздух од Водно мора да помине некаде за да отиде на друга страна. Ако и таму се блокира, тогаш
Знаете како ние имав еден состанок со представниците кои што се на Зелен хуман град и баш разговаравме на оваа тема. Тие се навистина големи поборници на тоа да се има хумано живење во градот Скопје и сето она кое што може да се направи да се зачува и зеленилото, и животната средина, и да се пристапи кон тоа да се зазеленува нови зелени површини да се креираат и така натаму. Ние навистина заедничка определба и со нив заедно дискутиравме за што се можните можеби решенија за овој потек кој што го напоменавте. Не знам кои би биле тие организации кои што би сакале таму да има такво нешто како што напоменувате. Зелен центар или нешто такво. Меѓутоа, не, ако мислите на шанса за центар, или шанса за центар. Шанса за центар баш мислам дека напротив беше за тоа во истата линија на она кое што го кажувавме, тој потек да биде за хумано живење и да не биде за она кое што намената за сега како што е планирано и верувам дека искрени им се намерите и сакаат да превземат нешто кое што е од најдобар интерес за граѓаните на општина Центар, затоа што и тие самите таму гравитираат и таму живеат и верувам дека го сакаат најдоброто и за себе и за своите деца и за своите родители и за сите оние кои што живеат таму. Така да нивната замисла сигурно била позитивна и била во добра насока на она кое што сакале да се превземе и да се направи. А од друга страна, што се однесува до мегапарковите, тие беа нешто кое што беше дел од предизборната програма, која што влезе сега официјално и во програмата за реализација на градот Скопје. Меѓутоа, јас и во самото предизборие кажав дека ќе оставам на самите градоначалници на скопските општини каде што се планирани овие паркови да кажат дали она кое што било претходно, моја визија, моја замисла, дали сметаат дека тоа е она кое што треба да се направи за да таму тој дел на градот заживее и да се зазелени. Еве во конкретниот случај со општина Ѓорче Петров веднаш се пронајдовме, односно се визиите практично се судрија и тука се најдовме на тоа дека веруваме во истото, а тоа е дека она огромна дива депонија од околу 13.000 метри квадратни, која што успеавме да ја исчистиме на тој потек од градот, дека сега ќе се санира, ќе се ревитализира тој потек, ќе се зазелени, ќе се направи еден фантастичен мегапарк од над скоро мислам околу 30.000 метри квадратни ќе има зелена површина таму во тој потек и ќе биде нешто со кое што граѓаните од тој дел на градот ќе бидат горди, меѓутоа и сите скопјани. На тој исти начин соработуваме и со сите останати градоначалници, односно онаму каде што тие сметаат дека е најдобрата локација, тие најдобро верувам го знаат својот дел од градот, таму пристапуваме кон тоа да се направи она кој што сметаат дека е во интерес на граѓаните. Ете конкретно и со општина Чаир се разгледуваа повеќе локации, меѓутоа ние секогаш одиме во соработка со градоначалникот, затоа што сепак тоа е една меѓуопштинска соработка во која што двете страни, и градот Скопје и Скопската општина, мора да бидат согласни на кој дел ќе се интервенира или на кој дел нешто ќе се гради или ќе се инвестира. Затоа и сето она кое што е во делот на паркови и на зеленило го работиме заедно со градот Скопје, го работи заедно во соработка односно со давање на некакви идеи и замисли на скопските градоначалници. Конкретно ете во општина Бутел имавме повеќе илјадници метри квадратни на ново зеленило и на еден дел парк кој што е по една цела сообраќајница во општина Бутел, во општина Газибаба исто така ревитализиравме еден парк кој што сега фантастично изгледа, кој што е навлезот тука кај населеното место Железара, значи има квалитетни проекти. И дека планирате и мегапарк заедно со општина Карпош во Карпош. Да, се планира и еден навистина убав мегапарк во општина Карпош. Сега во овој момент се разгледуваат основите, ќе се отпочне со проектирање на тој дел и ќе имаме исто така и еден прекрасен мегапарк во општина Карпош. Секако не може се да се направи одеднаш, затоа што сме лимитирани и со буџет, пред се да напоменеме за граѓаните за да знаат зашто сме лимитирани, затоа што некој го презадолжил градот и можеби голем дел од работите кои што би сакале сега веднаш да ги реализираме, не сме во можност, меѓутоа се ќе се направи. И еве како за првата година мислам дека со два големи парка и со повеќе помали паркови низ градот Скопје, верувам дека ќе допринесеме за квалитетни промени во самиот град, а тука се и овие акции за зазеленување, отпочнувајќи не само во водно, во општина Газибаба, во паркот Газибаба и секаде онаму каде што ќе има потреба и каде што ќе може практично да се реализира оваа замисла за едно позелено и поубаво Скопје. Тука ќе предложам да ги прочитаме прашањата на граѓаните, да ги одговорите. Оние кои што досега ги поставија прашањата,
Значи, за да не се повторуваат исти прашања, ќе прочитаме по едно прашање, повеќе граѓани го имаат поставено истото. Едно од прашањата е кога ќе се заврши улица Есенинова. По улица Есенинова, мислам дека пред самиот крај, пред само завршување, таму имаше известен проблем кој што беше јавен во делот на бунарите кои што беа на тој путек. Ова мислам дека е во некоја своја финална фаза и некаде наскоро во следните, можеби недела до две, би требало да имаме завршување на тој проект. Кога ќе се заврши булевар Киро Глигоров? Се во свое време. Работиме на сите проблеми кои што ги имаме во овој момент, работиме активно. Дел од нив нормално се во доменот на кој што можеме да интервенираме да биде побрзо, дел од нив нели нормално во делот на трасата или во делот на кое што се гради, се има разни предизвици кои што треба да се најде начин како да се надминат, а се да биде во рамките на она кое што е правно издржано и пред се проектот да биде квалитетно извршен. И верувам дека се во најкраток можен рок што може да се заврши, ќе биде завршен. Дали ќе има повторно субвенции за клима уреди? Да, ќе има за инвертери. За клима За клима уреди, за инвертери, да, ќе има субвенции. Има уште околу 24 милиони денари, колку што знам, останати во буџетирањето за оваа програма. Тоа се средства кои што од пред повеќе години биле дадени на транши да се доделуваат за граѓаните во градот Скопје и верувам дека навистина ќе помогнат, особено во оваа состојба сега што имаме со енергетската криза. Од една страна да не се користат можеби овие алтернативните начини на користење на грејење што се однесува во делот на оние граѓани кои што се греат на дрва, затоа што нели дојде во ситуација каде што премногу скап беше енергенцата и струјата драстично се зголеми, особено во делот на она кое што го гледаме, иако дел беше субвенциониран од страна на централната власт, меѓутоа доколку е во интерес на граѓаните, сето она кое што е добро и што е барано од нивна страна во континуитет ќе си продолжи да се имплементира. Кога ќе се започне со зелените паркови во Чаир и средување на околината кај аквадуктот? Во Чаир Чаир и аквадуктот не се одама, да. Добро, Чаир е, како што кажавме, има таму два парка. Едниот парк е во самиот центар практично, а другиот е на кај Топанско поле, она кое што ние го разговаравме со градоначалникот и постигнавме некој консенсус, тој кажа дека на барање на граѓаните е еден од парковите кои што е таму да се целосно ревитализира и практично да се стави во функција да може да биде едно попријатно и поубаво место за граѓаните за користење и покрај тоа што ние сакавме да можеби добиеме некоја поголема површина за инвестирање. Тој истакна дека за граѓаните во Чаир ова е нешто кое што тие го истакнуваат како приоритет, па ќе работиме еве годинава на овој парк. Верувам дека понатаму ќе продолжиме со сите останати работи кои што се важни за аквадуктот, како што знаете, покрај тоа што е една од најубавите знаменитости во градот Скопје и би требало да биде, ако ништо друго, една атракција која што треба да е заштитена и која што треба да се чува, да се презентира и сите да бидеме горди со неа. Има тука неподелена надлежност, туку тоа е практично под централната власт, затоа што е еден споменик на културата, односно е културно обележје на градот. Градот Скопје може во околината нешто да помогне, да асистира, да биде посредено и да се санира она што го имаме во овој момент како состојба, да се ревитализира во најмала рака. Да, улицата таму е во катастрофална ситуација и многу работи во градот се во катастрофална ситуација, меѓутоа она кое што треба да се знае дека не може за 4-5 месеци сите работи одеднаш да се средат и да се направат. Сепак, како што напоменав, имаме лимитирани ресурси, во овој случај се наоѓаме во една тешка не само економска, туку и енергетска криза. Во случајов и самите граѓани верувам дека се информирани дека не само во градот Скопје и самите скопски општини се соочуваат со многу големи проблеми, особено во делот на снабдувањето со електрична енергија, затоа што им беа на голем дел од нив и раскинати договорите за снабдување, што им ги зголеми драстично, може нешто над 500% сметките за електрична енергија, а сето тоа е во функција на граѓаните практично да можат да добиваат квалитетни навремени услови, доколку овие средства не беа наменети онаму каде што се наменети во овој момент, а тоа е за овие превисоки сметки за електрична енергија. Сигурна сум дека и овие градоначалници ќе ги има наменето за дел од овие проекти кои што ги имале
во своето предизборие ветено да ги реализираат. Следно прашање, зошто на Зелен пазар се уште се наплаќа за влез 70 денари? Ама кој што се сеќавам паркингот е на општина центар. Во Зелен пазар, значи тоа, знаете како ние имаме повторно, мора да ги презентираме пред граѓаните поделените надлежности и затоа и отпочнавме практично со еден проект со кој што и визуелно ќе направиме мапи каде што граѓаните ќе можат точно да знаат што е надлежност на градот, а што е надлежност на скопските општини. Во голем број на случаи нешто кое што не зборувам за не е наша надлежност. Најлесно е да кажеш не е моја надлежност и не сакам да го решам. Во голем број од случаевите нити можеме да интервенираме затоа што не е наша надлежност. Значи спротивно е на прописите. И ако отпочнете нешто да правите, а не е ваша надлежност, се соочувате со тоа да противправно постапувате. И сега во овие случаеви голем број од граѓаните не знаат што е, а што не е наша надлежност и затоа ќе направиме една интерактивна мапа каде што ќе можат конкретно да се видат во нивното населено место што е чија надлежност, каде треба да се обратат, на кого треба да му се јават за доколку имаат некаков проблем, предизвик и точно конкретно да се знаат, затоа што ние имаме секојдневно ни се јавуваат граѓаните да ни кажуваат дека имаат потреба од столпчиња да се поставуваат на некоја локација, дека некој нешто им узурпира, дека има исто така проблеми со паркингот, поплаќи, дека некој им наплаќал нели за паркинг и така натаму. Најголемиот дел од тие работи со кои што се соочуваме, наша надлежност не се. Доколку има таква желба со општината со која што комуницираме, тие го отстрануваат проблемот, доколку нема, ги прашуваме дали можеме ние да го отстраниме со нивна дозвола, доколку нема никаква расположеност, тогаш на општината дали и како ќе постапи. Дали се планира обележување на велосипедска патека на улица Јордан Мјалков и дали улицата е повторно преименувана во Железничка? Со преименувањето на вистина големи предизвици има. Тука имаше и доста реакции од граѓаните можам да кажам во изминатите месеци. Тоа е едно актуелно, навистина актуелно прашање кое што ќе треба да се отвори и да се видат кои све недоследности ги има таму, затоа што за жал и таа одлука која што се носела спротивно на прописите, особено имајќи во предвид Одлуката за преименување на улици? Да, одлуката за преименување на улици е донесена надвор од законскиот рок, односно е донесена спротивно на закон. Законот самиот одредува дека во одреден период пред локалните избори и во одреден период пред попис, распишување на попис, дека не смее практично да се носат вакви одлуки. Таа одлука е донесена токму во ваков период, понатаму било одлучувано нејзиното имплементирање и сега колку што можеме да видиме има навистина големи проблеми со тоа што било таму имплементирано и ќе се обидеме што е можно поскоро да најдеме решение за ова што се случувало. Иако сметам дека не треба по секоја цена нити да се тера политика на граѓаните, нити да се прави нешто кое што граѓаните не го сакаат и во најголем дел од случаите, особено граѓаните треба да се бидат прашањи за што е она кое што сакаат или не сакаат да биде сменато. Значи, такво нешто во овој случај не сме имале. Значи, не може граѓаните да не бидат прашани дали сакаат или не сакаат да се смени. Не се работи само за од практичен аспект, дали ќе треба да вадат сега нови лични документи, колку ќе ги чини таа промена на тие лични документи, која се процедура ќе треба да направат, какви реперкусии се може да имаат од тоа. Треба малку да се размислува на тоа дали тие сакаат да се направи таа промена или не. Да не се размислува само популистички, да се задоволи својот електорат или било кој, затоа што доколку на еден човек му удоволувате, на друг човек може би му го кршите или правата или желбата која што има, односно на кое што го има тој како нешто кое што го има замислено за тоа. Затоа треба да се стави на една вага, треба да се изанкетира, треба да се види што мнозинството на граѓаните го сакаат и го бараат, после понатаму да се пристапува кон носење на вакви решенија кои што според мене ова кое што било донесено е доста избрзано, имајќи во предвид дека многу грешки има во неговата имплементација, меѓутоа ќе го отвориме понатаму. За Јордан Мјалков не сте сигурни дали за Јордан Мјалков треба да се бележи самата улица, како што знаете, голем број со велосипедска патека. Да, треба да се бележи таму. Интервениравме сега скоро затоа што имаше доста непрописни паркирања, особено на тротоарите каде што се движат пешаците. Отпочнавме со поставување на заштитни столпчиња за да се заштитат граѓаните. Тоа повторно беше една иницијатива и на барање на група на граѓани кои што живеат, и нормално таму има и училиште, циркулираат млади и деца во текот на денот, па се обидовме да ги заштитиме.
а од друга страна има и доста градежни активности кои што се одвиваат тука на дел од тој потек и ќе гледаме се тоа кој што треба да се направи и плански што е можно поскоро. Имате реакција од моторџиите кои што велат дека предлагаат градот Скопје понатаму кога ќе ги бележи улиците, хоризонтална сигнализација, да користи рапава боја, а не мазна, бидејќи еден од најголемите причинители на сообраќајни незгоди со мотоцикл е токму мазната боја. Реагирале кај Петре Шилегов. Петре Шилегов ми рекол дека има набавено многу голема количина мазна боја и дека нема намера да става рапава, па затоа еве еден предлог до вас. Добре, и дали благодарам на предлогот, што току го нотирав. Окей. Следно прашање е кога ќе се поплочи плоштадот кај црква Свети Димитрија пред Министерството за транспорт и кога ќе се сменат плочките на овој плоштад? Тука ќе се работи поскоро, има еден дел кој што не е наша надлежност, значи тоа што е наша надлежност, ние се обидавме да го санираме што е можно поскоро, тука има сервис на улица, нели нормално, и она кое што е во наши ингеренции ќе се санира во најскор можен рок. Сега нормално повторно да повторам, немаме нити неограничени ресурси, нити можности на сите локации едновремено да работиме и да коригираме што треба да се коригира, меѓутоа исто така и важно е да се работите според ингеренциите кои што ги имаме, така да се ќе биде направено во најкраток можен рок. Знам за кој потек се работи, затоа што долго време таму беше несредено и не беше уредено. Верувам дека во најкраток можен рок, во она што е барем наша надлежност тука, затоа што нели тука тој потек има едно место кое што се користи како паркиралиште од страна на Министерството за транспорт и врски, дека ќе се санира сигурно скоро. И за крај, иако го одговоривте претходно, докаде е експроприацијата во Керамидница, уште еднаш да повторим? За Керамидница, тоа го дискутиравме во минатата недела. Значи, таму успеавме во изминатите неколку месеци, значи да завршиме над 80 експроприации. Предходно имало во 3,5 години, значи околу 30. Ние успеавме за 4 месеци да завршиме околу 82, мислам, експроприации целосно. Вкупниот број на предмети на објекти и на земјиште за експроприрање е 275, ако не се лажам, така да се движат работите позитивно. Еден дел пост мостот практично успеавме да завршиме и сега се отпочнува на тоа, нели, да ќе треба да се дорашчисти трасата и да се пристапи кон тендерирање, затоа што тој дел се уште не е бил опфатан практично до овој нов мандат. За крај, додека траеше емисијата, имавме во живо анкета на која што гледачите можеа да одговараат дали се задоволни до сегашната работа на градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска. Задоволни се 82%, незадоволни се 18%. Добре, благодарам многу на Или граѓаните. отприлика овие 18% се толку проценти колку што гласа за Петре Шилегов. Не се шалам да не биде тенденциозно. Само би сакала да им се заблагодарам на граѓаните, да им кажам дека довербата која што ми ја дадаа, дека со сигурност ќе биде оправдана. Сите оние работи кои што беа ветени и многу повеќе се реализираат и верувам дека ќе успееме сето она кое што тие го бараа и кое што континуирано бараат да го направат. Секако не може се да се направи преку ноќ, особено имајќи во предвид дека многу долго време многу работи не биле направени. И јас сум во предност затоа што досега јас 5% од мојата програма ја реализирав 4 годишна, некој имал 4 години па не успеал да реализира нити 5% од својата. Така да Вака да не ја завршувам емисијата, тука ќе тргнем да ја завршувам, но се сетив на една тема која што ја употребуваа да ве напаѓаат. Вие сте вработувале партиски војници во градот Скопје. Чии партиски војници? Вие бевте независен кандидат. не знам. Партиски војници, веројатно, кој е кандидат од партија. Вие бевте независен кандидат, чии партиски војници вработивте и практично колку беа вработени претходно, колку се сега вработени во градот? Знаете како, ова доаѓа од една партиска кујна која што не успеала вистина да каже во изминатите 5 години.
Значи, тој е единствениот одговор. Некој кој што толку силно напаѓа, има некој проблем, односно има некоја позадина. Дали е тоа што треба, мислам, што се соочиле со неуспех? Дали е тоа дека ќе има одговорност за сите она кое што се правило? Дали е тоа дека не им се допаѓа дека некој почнува да ги санира сите оние работи кои што они претходно ги растуриле? Дали е ради тоа што има човек кој што нема намера да постапува онака како што тие постапувале? Значи, нивната комфорт зона беше до некаде и заврши. Сега се отпочнува со работење и тоа работење е во насока на тоа што граѓаните го гледаат до сега. Нема веќе селективност, нема вртење на телефони, нема ако некој фрла ѓубре, немој мене да ме казниш. Не, секој ќе биде неселективно, ќе биде глобен. Да, му стегнавте на една од фирми од 90.000 евра казна и тоа на првите. Секој, и тоа не е само на него, значи голем број. 30 дена од голем број на глоби има и верувајте ми дека тоа е единствениот начин очигледно за овие кои што континуирано не трујат и загадуваат и околината и нас како луѓе практично ни го нарушуваат здравјето, дека мора во една фаза од ова кое што се случува во градот да одговара. И јас го гледам тоа секојдневно. Да, можеби нема ефект да имаме веднаш. Некој бараше воздухот да го исчистам за 30 дена. Невозможно е. Некој не го исчистил со години, сега јас за 30 дена нешто да превземам да се санира некој што не успел да го направи со годиништа. Меѓутоа се средува со 100.000 нови садници. Со тоа што ќе превенирате овие да загадуваат, со тоа што мислам сериозно исчистивме стотици диви депонии. Сега само во оваа пролетна акција која што имавме во изминатата недела успеавме 2 поголеми депонии да исчистиме. Значи се чисти континуирано, се средува градот континуирано. Граѓаните го гледаат тоа. Да, можеби не може се веднаш да се направи. И да, недостатоци ќе има секогаш, меѓутоа затоа сме тука да ги решаваме секојдневно. Не сме тука само еден ден, па денеска се да завршиме. Секој ден ќе се прави по нешто. И секој ден ќе гледаме резултати од тоа што се работи. Зошто не субвенционирате велосипеди, например, или тротинети? Има и такви субвенции во градот. А, има? Има, да. Да. Како може да аплицираат граѓаните или уште не... Предпоставувам има процедура? Си има соодветна процедура, значи донесеници се актите кои што требаше се донесат од страна од луѓето од страна на Советот на град Скопје, ќе се биде објавен сега јавен повик на кој што граѓаните ќе можат да си аплицираат и да си добијат. Еве сега имавме една нова состојба каде што се бараше дел од субвенциите за велосипедите, односно субвенциите за велосипедите да се пренаменат за лицата кои што се од ранливи категории, односно оние кои што живеат на работ на сиромаштијата и верувам дека ќе се успее да се помогне на овие категории на граѓани на кои што им е најнеопходно да се воспостави, меѓутоа сепак најглавната цел на оваа мерка е да се заживее алтернативниот начин на превоз и да се намали загадувањето со тоа што ќе возможиме граѓаните да ги користат велосипедите. Помошта од оваа мерка е за сите граѓани бидејќи се намалува нивото на загаденост. Буквално за сите граѓани, меѓутоа и со тоа паралелно треба да оди ова озможување практично да имате граѓаните и начин како да се движат низ сообраќајот. Нивното движење да биде сигурно, да биде безбедно. Видовме претходно дека имаше цели контейнери беа ставани на велосипедски патеки. Моето дете кога излегува со велосипед, значи прва работа што удира на велосипедска патека имаме контейнер. Значи има проблеми, има предизвици, има недостатоци големи во системот и тие мора да се решат. Значи мора патеките, особено велосипедските и пешачките, да бидат проодни и мора да бидат непрекинати. Значи, доколку отпочнете да се движите од една точка до друга точка, доколку на 5 места има можност да ве удира автомобил, тоа не е непрекината и сигурно е безбедна велосипедска патека. Градоначалничке, ви благодарам и на вечерашниот, еве у наводници некои не го сакаат зборот отчет, пред граѓаните. Оние кои што ги поставија прашањата сега, откако ги одговоривме првиот сет на прашања, ќе ги оставиме прашањата за следната емисија. Следниот понеделник повторно на Инфомакс, градоначалничката Даниела Арсовска во наше Скопје. Подгответе си прашања, ќе ги поставите на градоначалничката, ќе ги прочитаме, ќе ви бидат одговорени. Ви благодарам на сите оние кои што не следевте и вечера во голем број. Ви благодарам што не следите континуирано во сите емисии. Продолжете да читате Инфомакс, да ги добивате информациите без цензура и секогаш први. Довидување и се гледаме во среда.